Игнатов, Петар Попарсов, Иван Хаджиниколов и други. Врз основа на прифатените принципи, Гоце Делчев и Ѓорче Петров биле задолжени да ги изработат проектите на Уставот и правилникот. Еден од основните принципи што ги истакнал Конгресот бил дека организацијата се бори во интерес на сите угнетувани во Македонија без разлика на вера и народност. Прокламирањето на овој принцип дека организацијата е внатрешна, македонска, во условите кога во Софија веќе бил создаден друг македонски комитет, самонаречен Врховен, со претензии да биде единствен раководител на ослободителното дело во Македонија, всушност значело издигање на правото на организацијата на полна самостојност и независност во врска со револуционерното дело, особено во границите на внатрешноста. Таа била наречена Тајна македоно-одринска револуционерна организација. Издигнувајќи го принципот на сувереноста и компетентноста по сите проблеми што се однесувале за Македонија, организацијата ги определувала, всушност вршила суштествена промена во средствата со кои мислела да ја постигне основната цел – полна политичка автономија на Македонија. Да ги обедини во едно цело сите недоволни елементи во Македонија без разлика на народност за извојување преку револуција политичка автономија. Истиот член 2 предвидувал револуционерна борба против робството и тиранијата, но и борба против шовинистичките пропаганди и национални караници, што го обесилуваат македонското население во неговата борба против општиот непријател. Решенијата на Солунскиот конгрес придонесле за доизјаснување на револуционерниот карактер на внатрешната организација. Нејзините врати биле широко отворени за народните маси, за сите револуционерни сили без разлика на верска и национална припадност. Во иднина, организацијата ќе стане вистинска народна револуционерна организација. И организационата структура на внатрешната организација била определена во првиот статут. Македонија била поделена на 6 револуционерни окрузи со по неколку околии. Окрузите биле Солунски, Битолски, Скопски, Штипски, Струмички и Серски. За седиште на Централниот комитет бил определен Солун. Подосна практиката наложила наместо 6 да бидат 5 окрузи, укинувајќи го Штипскиот. Покрај тоа, било решено да се формира задгранично представништво на организацијата, составено од 2 до 3 члена, кое ќе ја представува во туѓина. Брзото ширење на револуционерната организација по Конгресот во Солун изфрлило на површина бројни проблеми, а пред се проблемот за осигурување на финансиските потреби на движењето. Во почетокот на 1895 година се започнало со собирање доброволни прилози од побогати граѓани. Меѓутоа, се покажало дека доброволните давачки не се сигурен извор за задоволување на финансиските потреби. Се поминало кон вонредни давачки од побогатите симпатизери. Но ни тоа не било доволно за вооружувањето на народот. Тоа ги натерало луѓето на организацијата да прибегнуваат кон грабнување на поединци и пленување на побогати турци, странски мисионери и така натаму. Такво успешно грабнување извршил Јане Сандански на американската мисионерка Мистон, за чиј откуп добил 14.000 турски лири, со кој било набавено оружје. Прашањето за оружјето било од огромно значење за внатрешната организација. Во прво време, Централниот комитет се надевал дека со оружје ќе може да се снабди од Бугарија. Дури биле набавени околу 4000 застарени пушки кримки, но без муниција. Меѓутоа, брзо се разбрало дека бугарската влада нема намера да и дозволи на внатрешната организација да се вооружува. Тоа всушност министерот отворено го изјавил на Ѓорче Петров. Не сме будали да ви дадеме патрони.
Така ние држиме силата в раце. Инаку, вие ќе се отргнете од нас. Внатрешната организација била принудена да помине на само вооружување на окрузите и народот. Најдобро во тоа се ориентирал Битолскиот револуционерен округ. Тој успеал да внесе големи количество оружје од Грција, кое преку реката Бистрица се префалувало од Кајларско, Костурско и Леринско. Друг дел се пренесувал по море со чунови од утоката на Вардар. Оружјето се купувало и во Албанија и се префрлувало во Струга, Охрид и Ресен. Дел од Централна и Северна Македонија се вооружувал со пушки произведени во Тетово. Бомбите, како ефикасно оружје, биле мощне пожелни. Тие најнапред за пари се набавувале во Бугарија. Потоа Гоце и Ѓорче организирале бомболеарница во Софија, во Ќустендилско, а во Македонија во селото Дедино Радовишко, селото Смрдеш Костурско и други места. Според подоцна прифатениот устав на организацијата, по однос на прашањето за вооружената сила, секој револуционерен реон се задолжувал да има своја чета, чија задача се определувала со специјален правилник. Појавата на вооружената сила на организацијата одела постепено и спонтано. Наскоро формираните чети станале стожер на револуционерното движење, станале вистински школи на револуцијата, извор на кадрите за натамошен развој на војната сила на организацијата. Особено во тоа се истакнале четите на Михаил Попето, Христо Чернопеев, Марко Лерински, Никола Петров Русински и други. Организацијата си поставил за цел не само да се опфатат широките народни маси, туку и да се навлезе во сите области во нивниот економско-општествениот живот, да се стане активен фактор во нивниот секојдневен живот, да се отргнат од вековните навици и безмилосната експлоатација на постојниот административен систем. Организацијата уште на почетокот на своето создавање и особено по Солунскиот конгрес 1896 година ги поставила основите на своите први органи на власт. Действувајќи во условите на илегалност, изложена на постојана опасност да биде откриена, предадена, организацијата била принудена да создаде тајна полиција како орган на револуционерната власт, која се делела на истражно и казнено одделение. Казнените мерки се состоеле во опомена за слабо држење на членовите на организацијата, глоба при повторување на престапот и потоа казна со смрт, со тоа што ова, доколку не се работело за докажани шпиони, се извршувала по претходна дозвола на Централниот комитет. Покрај овие органи на револуционерната власт за потребите на организацијата била создадена и тајна пошта, курирска служба и било пропишено на кој начин да се води организационата кореспонденција. По создавањето на репресивните органи на револуционерната власт, се развило и судството како средство не само за решавање на сите спорови од секојдневниот живот, туку и за осамостојувањето и самоорганизирањето на македонскиот народ. Револуционерните судови ги заменувале турските судови. Присутноста на организацијата се осетила и во областа на економските односи. Таа станала фактор кој ги регулира односите меѓу чифликсаибиите и чифлигарите, меѓу работниците и работодавците. Врши притисок за ликвидирање на чифлишките стопанства
го организира прибирањето на десетокот и друго. Интересот на внатрешната македонска револуционерна организација станал сеопфатен. Таа настојувала преку директното вклучување на населението во раководењето на локалните самоуправни органи да го подига неговото културно и политичко ниво, да го направи способно за негово самораководење. За таа цел таа навлегувала во неговите обичаи, начин на живење, сваќање, бит, борејќи се да го измени, да го подигне на повисок степен. Со тоа таа вршила промени во психологијата на робот. Го подигала неговото самочувство за сопствено значење. Со еден збор го правила свесен субјект на своите потреби, на своето ослободување. На тој начин таа дејствувала како оделна самостојна државна организација во рамките на силната турска држава. Меѓутоа, со јакнењето, со проширувањето на активноста, организацијата се помалку можела да ја сочува тајната за своето постоење пред турската власт. Од ден на ден, судирањата со турската војска станувале почести. Тоа довело до откривање на поединци, групи, чети и цели комитети, кои често имале тешки последици за револуционерното движење. Првата провала која го открила постоењето на тајната македонска револуционерна организација станала во Битола во 1896 година, кога во вреките на кирајџијата Доне Стојанов биле откриени неколку празни бомби пренесувани од Штип за Битола. Тоа предизвикало вистинско запрепастување кај турската власт. Таа употребила секакви средства да го открие изворот, но не можела да ја скрши тврдоста на Доне. Со тоа овој прв маченик станал пример на револуционерна нескршливост. Се до 1897 година, сите настојувања на власта да дојде до поголеми сознанија за ширината на револуционерното движење останале без резултати. Меѓутоа, во 1897 година, по едно убиство на двајца турци колџии на 25 август во Радовишко, власта презела остри мерки. Таа открила складирано оружје и муниција. Биле уапсени 120 души, од кои 28 биле осудени на затвор, а другите на други казни. Нов, уште поголем удар се стоварил на организацијата пак во 1897 година со откривањата до кој дошла турската власт во Виница. По убиството и оплачкувањето на еден богат турчин од страна на една врховистичка банда дојдена од Бугарија, била преземена енергична истрага која дала неочекувани резултати. Били откриени 50 пушки, 20 бомби, неколку сандаци со амуниција и друго во еден склад во Виница. Власта е насочила истрагата на друга страна, откривање на конспирацијата. Таа брзо ги минала границите на Виница и се проширила скоро на целиот Скопски револуционерен округ, опфаќајќи ги околиите Штипска, Кратовска, Паланечка, Радовишка, Комановска, Малешевска, па и самото Скопје. Биле уапсени 528 души, 218 мачени, од кои 5 умреле, 300 побегнале надвор од границата. Воопшто земено, последиците од провалата во Виница биле воредно тешки за организацијата, особено во Скопскиот револуционерен округ, што го потврдува и Гоце Делчев во своите писма. Меѓутоа, таа му го открила на светот и тоа, дека не станува збор за уфрлени од Бугарија чети, туку се работи за една широка мрежа на револуционерно движење, чии корени се поинак подлабоко навлезени во масите. И покрај тешките последици, провалите што и подоцна настанувале во различни делови на Македонија, говореле дека во земјата постои